вечер со топ тема. Што е корозивен капитал и како да се контролира? Економски профит или политичко влијание? Заштита од странските субјекти што сакаат за своји економски цели да ја стават земјата во подчинета положба? Како да се направи механизам кој е отпорен на притисоци и тргување со влијание? Ова се само дел од прашањата во вечерашната топ тема на која треба да ги објаснат начините како да се заштити државата од оние кои сакаат да ги исперат парите во име на странска инвестиција или да зацкријат криминал. Па затоа во топ тема вечерва дебатираат Зоран Јовановски, експерт, Виктор Мизо, кој е директор на Костел, и Драган Тилев, државен советник за европски политики, односно СЕП. Благодарам на сите тројца што дојдовте и вака кога ќе слушнат гледачите корозивен капитал, нели корозија на рѓа, асоцира ко да е нешто што апсолутно не чини, веројатно и затоа е така даден називот, но морам да кажам дека е многу апстрактен називот корозивен капитал и нешто и тема за која што не се зборува многу е и tekako битна. Има многу дефиниции за тоа што е корозивен капитал, финансирање, без разлика дали е државно или приватно, на кое му недостасува можеби некојаш транспарентност и отчетност. Меѓутоа, она што се клучни точки за кои што еве во договорите за оваа емисија разговаравме, на кои што може да наштити тој капитал е да влие на безбедноста, да влие на критичната инфраструктура, да влие на одбранбениот механизам и токму затоа во овој состав сакаме да разговараме на оваа тема. Господине Мизо, со оглед на тоа што вие во вашата кариера многу се занимавате со привлекување на странски инвестиции, дали секоја инвестиција, дали од секоја инвестиција треба да се плашиме? И како всушност да не бидеме сега, едно време беше нели во мода да имаме странски инвестиции, Меѓутоа сега дојде моментот дека без ваков механизам на проверка на капиталот не можеме да имаме таа странска инвестиција. Можете ли да ми ја кажете разликата помеѓу тоа кога сме безбедни во странска инвестиција, а кога не сме безбедни и што овозможува тој механизам? Прво да дефинираме за каков тип на инвестиции станува збор. Тоа може да бидат greenfield инвестиции, што значи дека некоја странска компанија доаѓа и креира можност да се изгради фабрика, да се произведуваат некакви производи или да се дават услуги кои ќе бидат наменети за извоз, во случајот најчесто во Европската унија, но и глобално. Потоа постојат така наречени brownfield инвестиции, каде што би се користел некој постоечки објект кој би се адаптирал на потребите на компанијата и пак тој објект би се користел или за производство на некакви производи или потенцијално услуги, тоа може да бидат IT услуги или нешто што е поврзано со IT технологијата и услугите, и тука се така наречени mergers and acquisitions, и ова ние пробуваме да го дефинираме како припојување и превземање, каде што некој странски субјект ќе превземе домашна компанија. Сега, во размислување што и како тие инвестиции влијат врз државата, најголем број на овие компании, пред се Greenfield компаниите, секогаш тоа го прават од економска гледна точка. Доаѓаат кај нас, наоѓаат соодветна квалификувана работна сила, кој во многу случаи може да биде ценовно поконкурентна од други локации во Западна Европа, и врз основа на таа конкурентна предност кај нас го произведуваат производот и го пласираат на други пазари. Корозивниот капитал би бил капитал каде што таа економска логика и економска потреба не е причината заради кој некој доаѓа да инвестира кај нас, туку сака да креира некако вид на друго влијание, политичко влијание, или пак да навлезе во некакви стратешки сектори. Стратешки сектори можат да бидат критична инфраструктура, тука може да влегува патна, железничка инфраструктура, IT инфраструктура. Тука може да влезе се што е поврзано со одбранбената индустрија, без разлика дали се тоа системи кои се користат како одбранбени системи или пак производство на оружје, или некако вид на развој на системи кои се користат или телекомуникацијски системи. Тука може да влезат и медиумите. На кој начин некој може да купи концентрација на повеќе медиуми и на тој начин преку користење на тие медиуми директно да влијае на она што е јавното мислење, да се дефинира кои се главните теми за кои секоја вечер на вести ќе биде разговарано на еден или друг начин.
Ако гледаме историски како вид на инвестиции доаѓале кај нас, огромен процент на тие инвестиции се од Западна Европа и од Северна Америка. Имаме многу помалку инвестиции или речиси не многу инвестиции од оние авторитативни држави како Русија, како Белорусија, Кина и слично. Но во нашиот случај се това има многу поголема важност откако станавме членка на НАТО, од една страна, и откако се случи 24 февруари 2022 година. Со нападот на Украина од страна на Русија, сите оние геополитички, геостратешки влијанија драстично придонесоа на кој начин сето ова треба да се проверува, бидејќи знаеме дека Соединетите Американски држави имаат ваков систем на проверка на инвестиции повеќе од 50 години. Во Европа некои земји има, а некои нема, ќе го разговараме тоа подетално. Но сега и ние, иако не сме во Европската унија, но како членка на НАТО, имаме неопходност да се адаптираме на овие потреби. Господине Јовановски, кога во однос на стопанството, јас повторно ќе кажам, на Македонија низ годините и беше многу важно да привлече и странски инвестиции. Нормално дека домашните стопански субјекти дури некојаш и негодуваа во однос на повластената состојба и се што им се даваше на тие странски инвестиции, од помали даноци, зоните што се отвори и слично. Меѓутоа, вие сте дел од таа, еве да речем, работна група која треба да го подготви овој механизам. Како ќе се заштити и дали ова значи заштита на домашното производство и на домашните компании визави на компании кои сакаат, како што кажа господинот Мизо, да делуваат не само економски, туку и политички и безбедносно? Која е тогаш улогата на заштита што вие ќе се трудите преку овој механизам да ја направите? Прво, би сакал да укажам дека ние тројцата практично сме ангажирани во работа на еден проект. Тоа е проектот за скрининг механизмот за странски директни инвестиции. Тоа е проект кој што го води Институтот за демократија Societas Civilis и е финансиран од страна на Соединетите Американски држави. Прашањето кој што го поставивте за влијанието на мислам, онаа релација или можеби малку контраинтуитивно прашање, па нели сакаме што повеќе странски инвестиции, а сега тука ќе им правиме проверки и можеби ќе завршиме со помалку странски инвестиции. Тоа е прашање на што сакаме на краток рок и на подолг рок. Значи, ние на краток рок, ако запреме некоја инвестиција од овој тип, за кој што зборуваше господинот Мизо, значи, инвестиција која што со себе носи корозивен капитал, а тоа е инвестиција позади која што најчесто стои странска држава, таа преку некого вложува во земјата, не ја интересира неа профит или загуба, таа влегува за да стекне, да наметне своје влијание. Значи, во Македонија некој да дојде сега и да рече, окей, кои се телевизиите, добро, утре Телма, Сител, Алфа и така натаму, утре и купувам сите. И сега, може ли тоа да се дозволи, смее ли тоа да се дозволи, бидејќи, нели, тој од утре, тој го крира јавното мислење во земјата. Добро, не може да има според закон концентрација на МУК, да купи повеќе, меѓутоа може да се случи и тоа ако не се се решава тоа, ако сака двајца, тројца, нема да биде еден, ќе се најдат начин. Поентата е дека тоа е сега, бидејќи тоа е како што рековте како рѓа, значи тоа е нешто корозивно за системот, ги слабе институциите, ја зголемува корупцијата, се намалува владењето на правото, доколку го имате се разбира, и во такви околности, амбиентот во кој што работат во земјата сите фирми, станува полош. Значи, едноставно, полоши се условите за работење. Зборуваме и за домашните фирми кои што работат. Апсолутно за сите. Значи, тоа е како во чиста река да влегува некој поток кој што со себе носи, кој што кафеава водата и го загадува, го загадува амбиент. Извинете, ама кај нас и така се загадена водата. Го дадов како пример. Однос на правната регулатива. Го дадов како пример илустративно. Да, сакам да кажам дека целта е да се оневозможи некој да го прави амбиентот за работа полош, одошто тој во моментот е поризичен во секој поглед.
И на краток рок може би некоја инвестиција која што нема да помине и нема да придонесе да се загадува просторот, може би ќе останеме со помалку влез на странски инвестиции, меѓутоа на подолг рок ќе добиеме и таа една афирмација во очите на странските инвеститори дека сме ревностни во тој поглед, внимаваме, сакаме амбиентот за работа да го направиме добар и да го држиме добар, така што на подолг рок тоа ќе привлече повеќе странски инвеститори и тие ќе бидат од оние некорозивните. Ќе бидеме безбедна земја, меѓутоа имам неколку прашања подоцна за вас двајцата со примери колку ние сме имале до сега и корозивни по мене од она што сме го истражувале инвестиции. Господин Тилев, ќе почнам од обкружувањето. Бугарија лани во декември ги усвојува измените за корозивен капитал преку закон за изменување и дополнување на закон за потикнување на инвестиции. Таму ќе ги испитуваат врските помеѓу инвеститорите и трети земји. Црна Гора проблеми со кинески и руски влијанија, пример е дека ја донесоа пред банкрот. Русите ги исправа парите вложувајќи во недвижнини, хотели и слично. Белорусна и Херцеговина нема законски решенија. За Србија може да се каже дека особено има руски и кинески вложувања, особено и во инфраструктура, и во нафта, и во енергетика, преку воена управа и индустрија. Значи, ние сме во едно обкружување каде што апсолутно во прашање, освен Бугарија минатата година или сега во јануари, не е решено. До каде е Македонија во спроведувањето или во освен формирањето на работната група, дали веќе конкретно се работи на точките од механизмот кој што треба да бидат спроведувани. Само да кажам дека во работната група се, или можете вие да ги наброите, и Министерството за одбрана, Министерството за економија, финансиско разузнавање, кои други? Финанси, Министерството за финансии. Мислам, има повеќе членови на работната група. Меѓутоа, јас малку ќе се вратаме чекор назад заради тоа што вие посочивте механизми кои што постојат или не постојат во земји членки на Европската унија или во земји од нашиот регион. Тука ќе направиме една дистинкција, бидејќи земјите членки на Европската унија имаат обврска да имаат координативен механизам. И тука ќе направам исто така една дистинкција, кога ќе говориме за земји членки на Европската унија, говориме за регулативата за механизам за координација на проверка на странските директни инвестиции. Само да кажам, извинете, Грција, Кипар, Хрватска имаат или немаат? Имаат. Кипар нема, се уште, меѓутоа е во завршна фаза. Инаку од сите 27 земји членки, точно вие посочивте Бугарија во декември дека имаше прво читање, меѓутоа во јануари има второ читање и нивниот закон е усвоен и тој веќе ќе почне да се применува. Што значи да Бугарија беше една од земјите кои што немаше таков механизам, меѓутоа сега и Бугарија има таков механизам. Велам, уште Кипар остана за да го додефинира својот механизам. Други сите земји членки имаат механизми, некои имаат механизми уште пред да постои регулативата на Европската унија за координирање во тој дел, во проверката на странските директни инвестиции, а некои пак ги воспоставија тие механизми откако регулативата влезе во сила. Аз само ќе потсетам, бидејќи ние имавме една емисија токму дека во Телма во која што говоревме токму за таа регулатива, затоа што сметавме дека е особено важна и затоа што сметаме и понатаму дека е важна и добива на важност, особено од 2020, односно 2022 година наваму. И затоа таа регулатива е воведена во 2019 година во рамките на Европската унија, а влезе во сила во 2020 година, токму пред ковид кризата. И тогаш се покажа за многу потребно таква регулатива, односно таков механизам за проверка на странските директни инвестиции да се воспостави во рамките на Европската унија. Тоа уште повеќе доби на оштрина на моќ со нападот на Украина и со почетокот на војната во Украина, односно со агресијата на Русија во Украина, кога се прекина конекциите, економските конекции пред се, инвестициите помеѓу истокот и западот, ја би рекол, бидејќи тука веќе не станува збор само за Русија, туку и за Белорусија, и не станува збор само за тие две држави, туку и за земји кои што имаат државно управување, а тоа е Кина. Што значи дека таа регулатива, кога влезе во сила 2020 година, имаше една основа, после 2022 година во Европската унија има потполно нова основа, која што е исклучително
важна и добива се повеќе на значење и се вмрежува и со други области. Ако порано зборувавме само за проверка на странските директни инвестиции, исклучиво тоа од каде доаѓаат и парите како влегуваат, дали се пари. Сега веќе имаме едно многу пошироко мрежа, практично тоа, за безбедност и обезбедување јавниот ред и мир. Само извинете да биде појасно. Да. И ние и до сега преку финансиското разузнавање имаше можност да се проверуваат фирмите и односно нивните пари. Сите истражувања што ги направи КОД беа во насока на тоа дека парите кои влегуваат, дали беше тоа Соравија, дали беше Фени кој ги однесува на Кајмански острови, дали беше Дака кој купи земји како за да направи инвестиција, а не ја направи, а се најде на црната листа на американците. Дали беше Евростандард банката каде што откривме дека пари од Венецуела биле носени за да може да се закрепне условно речено банката. И сигурно имам уште неколку што можам да ги набројам. Ние сме постојат и до сега постоеле механизми на проверка кои што од кога биле проверени, биле проследени во јавното обвинителство, за жал завршница за 90% од тие нема. Мене сега ме зачудува фактот, мислам, добре ние да имаме механизам, ама како да веруваме ние граѓаните дека тој механизам ќе биде успешен, кога ова се што го набројав се случувало и по ковид кризата, и по периодот кога ние 2020 и натаму почнуваме да зборуваме на оваа тема, а не е спречено и не е процесуирано. Тоа воопште не е моја тема. Тоа е, вие можете да наброите уште многу такви случаи, веројатно и ние ако седнеме ќе наброиме уште ред такви случаи ќе ни дојдат на ум. И факт е дека тоа е токму доказот, дека ваков механизам ни е потребен и дека ваков механизам ние треба да го поставиме што е можно побрзо. Јас направив една мала дистинкција на почетокот, кога реков дека постои национален механизам и координативен механизам на ниво на Европската Унија. Оваа регулатива за која што зборувавме, за која што ние имавме и анализа, која владата ја разгледа, ја прифати и практично врз основа на тоа ги направи чекорите, за да може да се воспостави работна група и да почне работата околу подготовката на предлог за донесување на закон со кој што ќе се воспостави национален механизам за контрола, односно проверка на странските директни инвестиции. Значи, зборуваме за национален механизам. И сите овие елементи, сите овие примери кои вие ги наведовте, ако се случуваат на територијата на Македонија, тие се во наша надлежност. Тие се национален интерес. Ние треба да се заштитиме и од аспект на безбедност и од аспект на заштита на јавен ред и мир. Значи ли тоа дека, извинете, кога финансиското разузнавање, финансиската полиција, Министерството за финансии, кога ќе подклекне или ќе направи анализа, таа не се спроведува, освен обвинителството, дали значи дека националниот механизам ќе има ингеренции да каже стоп? Да. Ова не може да помине. Тоа е целта на националниот механизам. Значи, националниот механизам во стриктно воспоставени правила, во процедура, со добивање на задолжителни информации од сите потенцијални инвеститори, од инвеститорите кои ќе сакаат да инвестираат, тие ќе мора да нотифицираат. Ќе треба да пополнат образци врз основа на кои што ќе треба да ги дадат основните податоци за таа инвестиција, од каде што ќе може прва проценка да се направи, дали инвестицијата е од ризична дестинација, доаѓа од ризична земја или од ризичен инвеститор, или пак има ризичен капитал, или пак инвестицијата се случува во сектори кои што се од безбедносен аспект осетливи, или влегува во доминација и може преку доминацијата да направи дисторзија на јавниот ред и мир. Да не зборуваме само, можеме тука да ги спомнеме, не знам, дистрибутивните центри за храна. Во одреден момент немате храна, одреден производ настанува неред. Тоа е јавен ред и мир. Токму овој национален механизам треба да биде подпрен на законска основа. И затоа велиме ние, националниот механизам, јас не велам дека сега не постојат механизми кои што спречуваат или се обидуваат да ги спречат таквите инвеститори или инвестиции во државата. Меѓутоа зборуваме за координативен механизам, национален, кој што ќе треба да обезбеди прибирање на информациите, анализа на информациите, сите други институции кои што имаат одредени ингеренции во таа форма или во тој процес на проверка на инвеститорите, од каде капиталот, кој е, како е, што е, дали е под санкции, например,
бидејќи и тоа е една многу битна, Да, мене ми е битно да речат стоп, ова инвестиција не може да се реализира. Оти се реализира, па оди во обвинителство, па си чекаме уште резултати. Ова е, пазите превентива. Сега, пазите, ова е превентива, меѓутоа има и зад превентивата. Вие можете, кога ќе биде инвестицијата, кога ќе влезе кај нас. Ние сме мала држава, мала администрација, немаме такви информации со кои што можеме да дознаеме дека некој е трето, четврто колено на собственост, пасивен инвеститор, би се пасивен инвеститор во економијата, дека има капитал од руско потекло или со руска доминација. Ние такви информации можеме да се обидеме да добиеме, меѓутоа тешко ги добиваме затоа што сме мали како држава, како институции. Но ако се вклучите во механизмот на Европската унија, тогаш веќе имате силен механизам кој што прави синергија од 27 земји членки. И кога вие, како земја која сте кандидат, односно преговараме за пристапни преговори, ги внесете вашите информации внатре, во тој систем координативен, тоа е регулативата за координација, во тој координативен систем се проверува дали тој инвеститор е ризичен. Ваква нешто, информации ги добиваме кога станавме за земја членка на НАТО, тој систем на јавни набавки и на проверка е во безбедносниот систем и тоа е добро затоа што сега веќе не може да има манипулации од тој аспект. Меѓутоа, господине Мизо, кога станува збор за странски инвестиции кај нас, јас сега вака се извинувам што секогаш морам да прашам, постојат разни механизми на добивање на инвестицијата. Подкуп, тргување со влијание, искористување на министер за економија, министер за странски инвестиции и слично, влада, политички партии. Колку, а во телото се наоѓаат представници на, јас не сакам да алудирам дека некој сега од нив има тргува со влијание, меѓутоа ние имаме искуство низ годинива. Колку всушност самиот механизам од внатре ќе биде заштитен од тргување со влијание? Ако отиде во рацете на Министерството за економија, прашање е колку таа политичка партија или министер нема да биде тој што ќе тргува со влијание. Ако отиде во финансии, се прашувам истото. Ако отиде как сега во моментот го координира вице премиерот за економски прашања, мислам дека е кај Битичи. Значи секогаш барем ние новинарите ќе имаме сомнеш со оглед на бекграундот на се што се случувало, дека тие нема да го искористат тоа сознание за да обезбедат одредено влијание и ајде да не речам подкуп. Како телото ќе биде независно? Пред се тоа тело и тој целиот овој механизам за кој говорите се уште не е креиран и воспоставен. Ние во моментот како експертска група, но истовремено и работното тело кое го предводи господинот Тилев, работиме врз основа на искуствата на земји од Европската унија и тука, например, анализиравме неколку земји, Естонија, Чешка и Унгарија, земји кои се од Источна Европа, слични по големина и земји кои се отворени за привлекување на странски инвестиции, за да видиме кој е најдобриот начин за вакво тело да се креира и кои ќе бидат оние кои ќе бидат во процесот на одлучување. Многу е важно, како што кажавте, пред се, посебно врз искуствата на земјите кои ги анализиравме, прво ова да биде транспарентен процес. Еве да ја земеме прво да ја разгледаме Чешка. Чешка е меѓу 5 најотворени економии до светот и Чешка е многу либерална и во изминатите 30 години тие се најуспешната земја во Источна Европа од гледна точка на привлекување на странски инвестиции. И на почетокот тие воопшто немале формален систем на проверка на инвестициите, иако подлабински ги разгледувале инвестициите кои се поврзани со производство на оружје, пиротехничка индустрија, производство на електроника, банкарство и енергија. Некаде во средината на 2021 е донесен тамо акт за инвестиции, врз основа на кои се прават два различни системи, од гледна точка кој тоа ќе го прави. Дури во следниот период, мислам дека во следните 2 недели ќе имаме и посета на представници од Чешка, кои директно ќе разговарат со нас начинот на кој тоа е таму воспоставено. И од она што досега ние го имаме анализирано, се сретнавме со овие луѓе за време на некои од конференциите на кои бевме присутни, кои беа спонзорирани од страна на американската влада, а тука беа вклучени голем број европски земји. Ова е на ниво, во нивното Министерство за економија и трговија, е на ниво на државен советник. Меѓутоа, лицето е независен?
Или е наименуван од влада? Независен. Или е член Тој е државен службеник кој не е наименуван од влада. Тој ги собира целиот овој процес кој Драган Трилев го кажа. Треба да има апликација, треба да има процес на кој начин кои други институции кои се вклучени во целиот овој процес даваат свое мислење, даваат информација. Ако сите имаат позитивно мислење, тогаш таа инвестиција добива зелено светло дека нема никаков проблем. Но дури една институција, ако има негативно мислење, потоа тоа се разгледува на седница на влада. Ако министерот за финансии од една политичка партија, министерот за економија од истата политичка партија, вице-премиерот е од таа политичка партија, ајде да се надеваме дека дирекцијата за спречување на перење пари или финансовското разузнавање ќе даде негативно мислење. Ме сваќате, недовербата кај нас е огромна во институциите. И ние новинарите, затоа сме вакви скептици, како ние да веруваме дека нема некој тоа да го злоупотреби. Чешка е типичен пример и многу интересно. Јас прв пат видов дека они имале големо влијание на кинески инвестиции во медиумите, што беше еден фрампантен податок. Не можеме ние да се амнестираме медиумите исто така дека сме не можеме да ни влијаат. Меѓутоа, прашањето е дали тој службеник или тоа лице е независно или лицата кои се во механизмот се независни лица кои се борат против корупција. Ако се креира систем на транспарентност, каде што ќе има полугодишни и годишни извештаи. Тоа е случајот во Чешка, каде што се дава точно кои компании, на кој начин, како се скенирани, кои се одлуките и сето тоа. Таа транспарентност ќе креира неопходност, потреба и по моје дури императив да се тоа на што го правиме е по сите правила и прописи, бидејќи не е само членството во НАТО, истовремено како идна земја членка во Европската унија, за овие работи ние ќе мора да соработуваме со сите други членки во Европската унија. Значи, овој механизам на споредување и проверка на резултати помеѓу различните земји нема да дозволи. Ако сме скептични на овој начин, го разбирам прашањето, но нити другите земји од Источна Европа во почетокот и средината на 90-тите години не биле можеби на истото ниво каде што биле. Не биле на тоа ниво на кое што се денес. Така да од таа гледна точка ќе мора да има една еволуција, но транспарентност и доверба и во институциите и во личностите кои ќе се вклучени овдека и тие личности да бидат на еден или друг начин професионални, а политички, бидејќи да не биде на секој 4 години или кога и да им избори, ако ги менуваме сите тие личности, потоа ќе креираме каша попара. Господин Ивановски, вие повеќе работевте со естонскиот случај. Јас знам дека можеби не можеме да го пресликаме моделот на Естонија, на Чешка или на друга земја. Меѓутоа, што е разликата помеѓу моделите или сличностите? И истражувајќи ги овие земји, што мислите дека треба да направи Македонија? Бидејќи за Естонија искрено немам податок во кои сфери имало влијание, можеби имало руско, верувам, ама не сум сигурна. Една од специфичностите која ќе почнете да размислувате како да се дизајнира системот во Македонија е во тоа што во најголем дел земји ова е релативно нова работа. Естонија, законот за скрининг механизам за странските директни инвестиции го носи во јануари 23-та, минатата година, а почнува да важи од септември, што се вика од пред половина година е во примена на законот. Бидејќи сложеноста на геополитичките случувања сега веќе направи притисок врз сите да го забрзаат процесот на воведување на ваков механизам. Сега, зошто ја одбравме Естонија малку да ја анализираме? Затоа што таа на одреден начин можеме паралела да направиме, нели, големината на земјата, бројот на жители и така натаму. Сега, како и битен момент е кога воспоставувате ваков механизам е ограниченоста на ресурсите. Значи, Германија или Франција или, не знам, Обединетото кралство ќе воспостават ваков механизам на многу поинаков начин од нас, да речеме. Ние ги немаме тие ресурси. И сега, да речеме, интересни решенија. Како земја со ограничени ресурси наоѓа практични решенија? Што направиле естонците? Тие, например, овој механизам го подпираат на две институции. Една е регулаторно тело за заштита на потрошувачи. Тоа е, например, таму онаа институција која што, не знам, ако влегува козметика, влегуваат играчки, па се пластиката од играчките дали е штетна за децата или не, значи, во таа институција го лоцираат ова оперативно.
Значи, вие ако сте странски инвеститор и сакате да инвестирате во Естонија, таму поднесувате барање низ целата процедура така како што е таму замислена со сите елементи. Тоа е независно тело, како га нас да речем, може да биде невладена организација, може да биде... Не, тоа е дел од структурата на институциите на државата. Значи не е тоа невладина. Сега, таму се води оперативно целата работа. Меѓутоа, тоа тело, таа агенција не ги носи одлуките, одлуките ги носи Комитет за странски инвестиции. Сега, тоа е пандан на она што е работна група сега господинот Тилев што ја води. Значи, таму, во тој Комитет за странски инвестиции, се сите оние структури застапени со своји представници. Не зборуваме ние сега Министерство за финансии и Министерство за економија. Тоа се служби за разузнавање, контраразузнавање, за одбрана, за внатрешни работи, за финансиска полиција, значи сите тие кои што зборуваме од тој аспект закана за јавниот ред и безбедноста ја оценуваат инвестицијата. Сега, например, интересно, Естонија ги става во скрининг само инвестициите странски кои што доаѓаат од земји надвор од ЕУ. Значи, од внатре од ЕУ не ги става во скрининг, само тие што се од она што се нарекува трети земји. Ова не го разбирам, зашто не значи дека ако некоја земја во ЕУ дека е проверена. Сакам да кажам, имаме едно чудо примери, особено вака да ви кажам. Различен пристап е. Македонскиот начин, знаете што, ако јас имам фирма во Македонија, другарот ми ќе отвори со бугарски пасош во Бугарија, па ќе работиме ние во Грција, и ќе ги свртиме парите. Сакам да речам дека нема гаранција дека е европски, нас не се случувало во код да најдеме и фирми кои што се во ЕУ, Кипар или други земји каде што не е чист капиталот, не значи дека мора да разграничиме вака. Па дури од Америка. Мора да разграничиме една работа. Значи, она што потенцијално може да е финансиски или економски криминал. Значи, перење на пари, слични недозволени трансакции и така натаму, тоа е една работа и тоа не е предмет на овој механизам. Значи, тоа си потпаѓа под класичен економски криминал, кој што специјализираните институции за таа работа го испитуваат. Ова е нешто што го загрозува јавниот ред и безбедноста. Како што рече господинот Тилев, значи дистрибутивните центри, питката вода, инфраструктурата, да речем телекомуникациите и така натаму. Значи таа критична инфраструктура, ако таа оневозможува, ако е нападната, оневозможува функционирање на земјата. Виталните функции на земјата се загрозени. Тоа е тоа што се чува со овој механизам. И само сакав уште една работа која што може да е интересна за гледачите. Бидејќи за да се добие чувство дека ова не е некаква теоретска конструкција, ова е нешто што функционира и во моментов произведува резултати. Значи годишниот извештај за 22 година, за 23-та се уште не сум имал прилика да го видам, за 22 година вика вака: 55% од странските директни инвестиции во ЕУ биле предмет на формален скрининг. Значи 55%. 14% од нив заради некоја причина, значи имало нешто со нив. 1% биле блокирани, 4% сами инвеститорите се повлекле, а 9% имало некаков услов. Ако сакате да продолжи ова, мора да го исполните тој услов. Инаку патем, во Естонија, ако трансакцијата се квалификува, странската инвестиција, дека мора да биде предмет на скрининг, ако не добие дозвола дека е окей трансакцијата, странската инвестиција не може да се случи. Значи, таа може да се реализира само и исклучиво ако има овластување, согласност од надлежната институција во рамки на скрининг механизмот. Значи, ова функционира, сакам да кажам. Меѓутоа, господин Тилев кажа дека ние ќе бидеме вмрежени во тој систем на проверка со останатите земји, слично е со земјите кои што се НАТО членки, кога имате јавна набавка или фирми кои сакаат да учествуваат од Македонија на некои тендери, тие влегуваат во тој систем и на проверка. Меѓутоа, господин Тилев, вие спомнавте дали ќе важи ретроактивно или не. Естонија е пример каде што, или има примери каде што еве проверувале во Европската унија колку од странските инвестиции се во ред, колку не се во ред. Ако не се во ред, и покрај, ја не знам тоа какви правни импликации ќе има. Ќе им го раскинеме договорот, ќе не може да продолжат да работат?
Различни се искуствата од различни држави, земји членки на Европската Унија, негдека има и ретроактивно во одреден временски период, например 15 месеци наназад, ретроактивно се проверуваат. Тоа не значи дека тие ќе потпаднат под некакви санкции или дека тие ќе бидат сопрени или дека тие ќе бидат санкционирани, кај најголем дел од нив се воспоставува договор, сепак тоа се правни елементи и вие сте сосема во право, правните консеквенции може да бидат поприлично непријатни и затоа се воспоставуваат договори за да се mitigate, да се отстранат елементите на ризик или евентуално да се отстрани стравот дека таквата инвестиција може да предизвика безбедносни нарушувања или нарушувања на јавниот ред и мир. Тоа значи дека може да се воспостави таква релација со инвеститорите и ретроактивно во некои држави. Некои држави, например Шведска, лани го воведе системот, од 1 декември почна и кај ни стриктно стои во нивната регулатива, националната регулатива, дека наназад од 31 декември не важи законот. Јас имав прилика да прашам, добро, што ќе правите со тие наназад? Рече, немаме сега одговор, кога ќе дојдеме во таква ситуација и кога ќе видиме какви се евентуално правните последици, ќе провериме и како ќе постапуваме. Но овдека е прашањето на проценка на ризикот. Бидејќи кога говориме цело време за инвестиции од овој тип, ние се враќам на точката 1 од која што почнавме, претпоставувам и сите ние, па и вие. Ние сме мала држава, нас инвестициите ни требаат. И тоа насушно ни требаат. Значи, ние сакаме да ги привлечеме инвестициите. Сакаме инвестициите што се внатре да ги задржиме. Сакаме да ги мултиплицираме. Тоа е основната политика за привлекување на странски директни инвестиции, за отварање на нови работни места и таа политика не се менува. Овдека станува збор промени на глобално ниво, кои што имаат консеквенции во однос на проверката на потенцијалните ризични инвестиции од кои што сакаме или да се ослободиме, ако веќе се во земјата, или да спречиме тие да влезат доколку такви потенцијални има. Има. Тука да нема никаква дилема дека нема. Ова што Зоран го елаборираше многу добро со процентите, јас сум го читал и за 2023 година, процентите битно не се променети. Значи, од сите проверки, кои што во рамките на сите 27 земји членки на Европската Унија се прават, само 1% се оние кои што влегуваат во ризични има повеќе, меѓутоа тие кои што се скринираат длабински, се проверуваат кај сите 27 земји членки, бидејќи да не заборавиме еден момент кој што вие преска рековте, ние кога ќе станеме членка, односно ќе бидеме дел од тој систем. Ние ќе бидеме дел од тој систем кога ќе станеме членка на Европската Унија или можеби претходно, ако се воспостави таква доверба помеѓу нашиот национален систем со сите оние елементи кои вие ги спомнавте, сигурност, безбедност, доверливост, за да може нашите информации кои ќе циркулираат внатре кај 27 земји членки да бидат доверливи и тие да имаат доверба да ги споделуваат со нас како што е системот на НАТО. Морам пауза за реклама, меѓутоа имам многу прашања во однос на стратешките инвестиции кои што се сега во мода кај нас и колку тие и како би се проверувале, за да не потпаднеме под овие сите влијание на Русија, Белорусија, Кина и слично. Но за тоа по рекламите. Продолжуваме со темата. Повторно, има различни примери, повторно ќе кажам, вие го спомнавте телото во однос на заштита на потрошувачи и производите во Естонија. Какво би било тоа тело за акредитација? Кој се би можел да биде странски инвеститор? Секој може да биде, ама кој проверува дали е колку филтри има? Едно е телово за механизам, кое што е сочинато, вие до сега го објаснуват. Додека да стигне до таа тело, дали постои проверка? Она што е важно и делот, она што ние работиме, но истовремено работната група, прво треба да се провери дали треба да се креира нова легислатива и ново тело, или да се адаптира постоечката легислатива и некој од постоечките институции, во случајот на Естонија, каде што ова би било дадено како дополнителна надлежност. Она што го кажавме, дека навистина овдека не зборуваме дека оваа анализа ќе стигне до обвинителство. Работата е
Да не стигне до превенирате. Да се превенира, да не започне воопшто инвестицијата ако не се добие зелено светло. Стигнали до обвинителство ќе остане обвинителство и ништо нема се случи. Извинете, вака што ја упаѓам тоа искуство. Не, ве разбирам, но ова не е заради обвинителство, не зборуваме само за криминал, зборуваме за нешто што е јавен безбедносен систем и регулатива. Така да ова е повисоко од само обвинителство. Ова е стратешки важно за државата. Но истовремено неколку аспекти кои ние, разгледувајќи ги анализите од другите земји. Прво, не мора да има целосна инвестиција, дури да има превземање на некои локални компании, да се види во колкав процент од тоа превземање ќе прави еден тригер, ќе значи дека почнува да се имплементира овој процес на скенирање. Дали тоа значи 10, 20, 50%, дали треба да има мнозински или не мнозински капитал и собственост. Истовремено, дали ова значи дека транспарентно од кога ќе се провери има одлука или дали на таа одлука има право на жалба инвеститорот. Кој е тоа второстепено тело, кој ќе одлучува од таа гледна точка право на жалба и како тоа ќе се направи за, како што кажавте, да сите се сигурни дека ова е вистинска и правилна одлука. Тука имаме ние 15-тина различни ги дебатираме аспекти, прашања врз основа на искуствата што е најдобро и најсоодветно за нашата држава и нашата регулатива, бидејќи како што кажа Зоран, ресурсите се такви какви што се. Ние да креираме системи како напредни западни економии не можеме, но сепак ова е нешто што е неопходно, што мораме да го вклучиме бидејќи ако скенираме странски инвеститори, во иднина ќе добиеме поквалитетни и подобри инвестиции. Меѓутоа, извинете, постои Министерство или Агенција за привлекување на странски инвестиции. Да. Второ, прашањето е дали да се стави во закон, би се ставил во законот за странски инвестиции? Ако е со закон, не значи па дека ќе се спроведе, дека нас многу закони има, па не се спроведуваат. Мислам, господин Тилев, многу знае што све применивме од европска регулатива и сме близко, ама на терен не се случува. Јас ќе ви кажам, директно прочитав, проверив дали е тоа во Унгарија, дали е тоа во Чешка, дали е тоа или Словачка. Земји од Централна Европа кои активно работат на привлекување на странски инвестиции, имаат вакви институции, агенции за странски инвестиции. Тие директно не се занимаваат со тоа, бидејќи технички тоа би можело да биде конфликт на интерес. Самите институции привлекуваат и потоа ќе се проверуваат. Не, тоа треба да биде независно од нив, бидејќи мора да има некаков филтер да се провери, да се скенира се. Практично ќе пријават, дојдоа од таа и таа фирма и ви пријавуваат, а инвеститорот пријавува. Значи, например, доаѓа државата привлекува инвестиција и оди низ оној процес на сите процедури низ влада, Комисија за заштита на конкуренција, ако се добија државна помош за тоа. Но во овој случај, пред сето тоа да се направи, треба да се добие зелено светло ако таа инвестиција е во сектори кои се критични, поврзани со безбедноста на државата, да се добие зелено светло дека таа инвестиција е прифатлива, па потоа да се задоволат сите оние процедури низ кои инвеститорите. Кога збориме да повелете? Битен момент во целата работа е механизмот треба да биде способен да донесе одлука во прифатливо краток временски период. Значи не сега тоа ајде сега година и пол ќе дебатира телото и некој ќе чека инвеститор година и пол за да се донесе одлука. Значи тоа како ќе биде ефикасно телото? Кај нас и тоа е проблем, ефикасноста и брзината. Видете се, ние не можеме да како да ви кажам. Кои инструменти ќе ги имате? Тоа е како сега вие го градите патот и поставувате знаци за дозволена брзина на возење. Се разбира, некој на тој пат ќе вози двојно побрзо. Не можете вие кога го градите патот да одговорите на прашањето дали некој ќе вози двојно побрзо, затоа што тоа не го контролирате како процес. Ви можете да го казните подоцна, меѓутоа не можете да го превенирате сосема. Ако добро се воспостават и се разјаснат, да речам, овие милион аспекти кои што постојат и се актуелни кога се гради ваков систем, тогаш ќе се создадат предпоставки ефикасни луѓе, ефикасно брзо да донесат одлука. Тие ефикасни луѓе треба да произлезат повторно, ќе речам, од одредени институции. Повторно ќе речам дека клучни се тука безбедносните. Дали се работи за финансиско разузнавање, дали се работи АНБ, мислам, не знам дали е вклучена и агенција не е за разузнавање во овој период.
Во Македонија? Во Македонија зборам. Во работната група може да се Ама не се вклучуваат и сите други институции, бидејќи работната група е формирана во одреден момент, со одреден мандат и со текот на времето, како што ги осознаваме искуствата од другите држави, ние самите препознаваме дека некои институции ни фалат. И тие институции ќе бидат кооптирани во работната група, за да може не во самото пишување на законот или на предлогот за донесување на закон, меѓутоа е факт дека во таа работна група ќе имаат и тие одредени ингеренции или ќе треба да придонесат при оформувањето на одлуката или позицијата на крајот. Не ми е, телото е малце комплексно, има од Министерство за одбрана, има може да биде разузнавање, финансиска полиција, АНБ, Агенција за разузнавање, Министерство за економија, Министерство за финансии, Народна банка и слично. Сите веројатно треба да имат одреден рок во кој што ќе делуваат. Мислам дека за да бидат ефикасни. Мислам дека веќе колегите го допреа, ама еве јас ќе го повторам тоа. Значи, и кој ќе ги проверува? Некој треба да рече до кај сте. Регулативата, ова како што е сега, значи таа регулатива која што важи во рамките на Европската унија, си има стрикно определени правила и динамика на одлучување. Зборувам за регулативата, не националните. Националните имаат различна динамика. Јас прашувам, извинете, повеќе за националните. Значи Македонија и македонската ситуација. Сакам да дојдам до моментот на новата регулатива. Бидејќи оваа регулатива од 2019 во сила од 2020 година, веќе 3 години е во сила и согласно сознанијата откриени се одредени слабости во тој ланец на самите процеси на процедури. Едниот важен заклучок е дека не може да биде опција, туку мора да биде задолжително. Значи механизам секоја земја членка на Европската унија мора да има. Второ, нема да бидат сите земји по своји процедури, туку ќе има синхронизирање, усогласување на процедурите за да може сите земји да работат по исти процедури. Дефинициите врз основа на кои што почива самата регулатива, што е странска директна инвестиција, што се смета за ризична сопственост, што се смета за управувачки пакет кој може да биде од ризик во одреден сектор или во одредена компанија. Дали е тоа 10%, дали е 25% од управувачкиот пакет, дали ќе треба да има задолжителна нотификација или доброволна нотификација, дали ќе има, вие спомнавте, ретроактивно важење или ќе има важење од моментот на влегувањето во сила, дали ќе има мерки кои што ќе им бидат дадени на располагање на компаниите за да можат тие да се поправат доколку може да се поправат, дали ќе има санкции, какви ќе бидат тие санкции, во која динамика ќе се разменуваат информациите и во која динамика сите земји членки на Европската унија ќе треба да го вратат фидбекот, тој сега е од 30 до 45 дена, ќе треба да го вратат фидбекот за да може да се донесе финалната одлука, но финалната одлука е секогаш во рацете на националниот механизам. Вие ги разменувате информациите со сите, но одлуката сега тука во моментов се наоѓа кој е координатор? Вице-премиерот за економски прашања? Вице-премиерот за економски прашања, тој е надлежен за европски инвестиции, јас не дека не му верувам. Како да веруваат граѓаните дека ако се наоѓа телото под покровителство, да речам, или во ингеренции на влада, ќе биде независно во одлучувањето? Но не може поинаку да биде. Ова е државна работа, ова е државно тело и ова е државна институција. Вие спомнавте преска невладин сектор и како невладиниот сектор. Невладиниот сектор си има своји улоги, велам тимот експерти. Но ова сега кога го велите тимот експерти, искуствата од кај земјите членки покажуваат дека и најдобрите земји членки, и Германија, која што има администрација од врвен квалитет, користи услуги од експерти од надвор, аутсорсинг. Што значи дека тие, ако имаат одредена специфична инвестиција, за која што тие во самото нивно Министерство за економија немаат доволна експертиза, тие ги повикуваат и ги вклучуваат тие експерти, тоа се обично топ левел фирми правни, кои што го испитуваат целиот случај, помагаат на компанијата и помагаат за да ја пополни нотификацијата
И тие и објаснуваат и на компанијата што се ризиците, меѓутоа и на владата и кои се занези. Прашањето ми е дали е прв меѓу еднаквите. Дали може да има влијание? Бидејќи пак ќе кажам, сите директори на тие институции и представници од министерства се од владата, која влада е во тој момент. Вака мала дигресија, ама се додека не ја вклучиме вештачката интелигенција во одлучувањето, одлуката ќе биде на владата. Тоа е кај нас, тоа е кај сите земји членки на Европската унија. Сите земји членки на Европската унија одлуката ја носат на ниво на влада. Ваквите тела, кои што ги имаат, совети, работни групи, било што, тие даваат стручно мислење. На крајот, одлуката е одлука на владата. Добро. Тоа е битна информација за наши околности. Вие спомнавте сега е таа кај вице-премиерот за економски прашања. По тоа што го читаме по весници, може и да не постои таа позиција после 3-4 месеци. Секакви измени се можни. Така што не може механизмот да зависи од, како да кажам, дневни аспекти. Ова е заштита на виталните функции на државата, ова е толку сериозно прашање да тоа не може да се остави да биде предмет на меѓупартиски пазар, на некои ситни нати го дај ми го и така натаму. Леле, извинете, господин Ивановски, знаете како нати го дај ми го од една владина седница решава да рек не треба да набавува толку и толку, па за на другата да го сменат мислењето. Само да ви кажам, веројатно разбирате има такви тргувања и ги гледаме, видливи се. Се разбира, меѓутоа ќе мора еднаш да престане. Кој мониторира и кој, например, дали, бидејќи сме во пристапни преговори и е плюс проектот поддржан, верувам, и од Американската амбасада, дали тие на крај ќе кажат ова го правите добро или го правите лошо? Владава сега си намигнува со инвеститоров или не си намигнува? Јас вака речник употребувам да не разберат гледачите. Ова е за нас. Ова го правиме за нас. Не дека некој ни кажал дали е тоа добро или лошо. Точно е, американската пред се влада или институции од Соединетите американски држави го финансираат и проектот на кој ние работиме, бидејќи, како што кажавме, Америка многу пред Европа го почнала овој процес. Но ние имаме обврски и кон Брисел. Но ќе ви кажам нешто што беше многу интересно. Ние бевме пред една година на една конференција во Шведска, каде што постоеше една американска IT компанија, која ни покажа како ова се анализира, каде е ултимативната собственост и кој стои зад некоја инвестиција. И тоа беа толку нивоа кои тие ни покажа, тоа може да биде играчки, дронови за играчки, за деца. Како за тоа стои кинеска компанија која е во собственост на државата или во некоја од провинциите во Кина и како ова на еден или друг начин може директно да влијае врз безбедноста на земјата која е производител на тие дронови и како кинезите преку тоа би можеле да купат технологија, знаење или да навлезат во целиот research and development процес на истражување и развој, но истовремено и да влијаат врз од информацијска гледна точка врз она што значи безбедноста на државата. Така да тие системи се станати толку софистицирани, реално кога седевме ние таму, мислевме дека сме во научно-фантастичен филм. Начинот на кој тие го покажуваа тој процес, колку како тоа ги трае, открива, како ги откриваат и тие софтвери. И тоа сега ве прашам. Сигурно прво ние како држава ќе мора да набавиме такви софтвери и ќе треба врз основа на луѓе кои имаат одредено ниво на безбедност и сертификати. Кој на кој начин ќе може да има пристап кон овие работи, бидејќи едно е транспарентноста, но друго е како безбедносно таа информација нема да биде јавна информација дека некоја компанија планира овде да инвестира, бидејќи може тоа да влијае на различни начини. Да потсетиме на последната информација од Министерката за одбрана дека компанија со заскриен руски капитал се обидела да учествува на еден тендер. Тоа е еден пример затоа што сме земја членка на НАТО, преку тој механизам сме откриле такво нешто. Тука е една од да речам слабостите во целата ситуација за земја како нас. Ние сме надвор од ЕУ, имаме многу лимитирани ресурси. Тие што се внатре во ЕУ
за нив е милион пати полесно. Тие се умрежени. Тие се умрежени, тие имаат кога во било која земја од ЕУ ќе дојде барање за некаква инвестиција и таа е предмет на скрининг, земјата треба да ги извести сите други земји во Европска унија и Европска комисија дека ќе прави скрининг на таква и таква инвестиција. Дали некој има нешто да каже во врска со тоа? И сега сосема некоја 18-та земја во ЕУ ќе ви даде информација дека ние имаме сознание дека тоа е така, така и така, вам ќе ви помогне. Одеднаш вашите ресурси за справување со оваа ситуација се мултиплицираат многократно и ви е многу полесно. Ние сме надвор од тој систем и за нас е тоа како земја ќе биде голем предизвик. Пауза за реклами, навистина брзо морам да кажам, поминува време затоа што темава и како е интересна, а за жал не е многу експлоатирана. Се враќаме веднаш по рекламите. Одиме во завршената на оваа емисија, само кажав, ама морам да ве прашам, господине ми, зашто со стратешките инвестиции? Не зборам за странски, туку зборам за стратешки инвестиции, бидејќи обично кога станува збор за стратешки инвестиции, еве имавме последен пример, не мора да значи дека е поврзано со ова, со стратешки инвестиции во енергетиката. Па битката помеѓу власта и опозицијата за Мителенеос и останатите инвестиции. Тука не зборувам дека таа инвестиција можеби ќе биде, да не речам региосана, корозирана. Меѓутоа ќе биде нешто од што ќе бидеме зависни. Доколку се случи тоа, ќе бидеме зависни од енергетика, некој треба да ни ја продава сопствената енергија. И тоа може да предизвика безбедност на прашање. Значи, зборувам за чист капитал, проверен капитал, давање на услови такви какви што дава владата, меѓутоа стануваме зависни. Ова не го прашувам заради оваа влада, туку прашувам заради други проекти, кои исто така во минатото сме го имале. А тоа се ресурси на државата. Го разбирам прашањето и како што кажавме, дел од таа критична инфраструктура би влегла и енергетика тука. Како што кажа Зоран, во некои земји, примерот на Естонија, тамо не се проверуваат инвестиции од други земји членки на Европската унија. Во овој случај, ако не се лажам, сите тие стратешки инвестиции доаѓаат од земјите членки на Европска унија. Но ова што ние овде го анализираме, бидејќи се уште овој механизам не е воспоставен во државата, тука пред се треба да биде една логична одлука, каде што не сум сигурен дека нити јас, нити колегите сме нити повикани, нити знаеме доволно информации што и на кој начин тие потенцијални инвестиции би влијаеле на енергетската независност на државата. Не сум експерт во енергетика, така да не можам да навлезам дали е тоа правилна или не инвестиција, но сметам дека потенцијални идни вакви инвестиции, стратешки или нестратешки, може да е железница, отворени прашања, пошта, отворено прашање. Ако овој има држави каде што понекогаш нуклеарните централи се приватни, дури и затворите се приватни во некои држави. Дали ние мислам дека е важно што побрзо да го воведеме овој систем и овој механизам за во иднина било какви вакви инвестиции, без разлика дали се стратешки или не, да можат да се проверат и да се види дали тоа има негативно влијание врз одбрамбениот, безбедносен и она што значи јавен ред и мир, поредок во државата. Така да не би коментирал за овие стратешки инвестиции во моментот, бидејќи нити имам доволна информација, нити пак ова тело со сите оние членови кои треба да работат на истото не се воспоставени за да можеме овој безбедносен аспект да го коментираме. Господин Јованевски, бидејќи доаѓате од бизнис секторот, колку ова зборувавме дека може и со процент да влегуваат во наши фирми, може да превземаат исто така фирми. Колку всушност и не сакам да ја мешам комурата, меѓутоа и самите наши бизнисмени се свесни и дека ваков механизам мора да употребат пред да склучат договор. Добро, штом дојдеме до таа фаза каде што ова ќе биде дизајнирано, екипирано, ќе има закон, ќе се донесе законот, ќе се стави во функција, како и за било кој друг закон, така и за овој, сите кои што на некој начин
ќе имаат нешто што ќе се допира со тој закон, ќе мора да бидат свесни, тоа исто како за некоја даночна стапка да се смени или нешто друго да се смени, а што е поврзано со вашето работење. Така што тоа ќе биде тоа. Мислам дека ќе предизвика внимание во една фаза поголемо, затоа што мислам дека ќе биде посебен закон. Мислам дека добро би било да биде посебен закон, меѓутоа со добри и јасни релации со поврзување со други закони, за да немаме разлики во дефинициите. Туку кога зборуваме ние за критична инфраструктура, дефинициите што се од законот за критична инфраструктура, кога зборуваме за нешто друго, од друг закон дефинициите, така да имаме конзистентност низ законите кои што се однесуваат на оваа област. И мислам дека со текот на времето, интензивирање на работата на работната група, сите кои што гравитираат околу неа, во даден момент ова ќе се издигне малце повеќе и разговорите со Европската Унија исто така ќе придонесат во таа насока, така што мислам дека свесноста за сето ова само ќе расте со текот на времето. Имам едно прашање, која е динамиката? Што мислите кога ние всушност би имате ли некоја временска рамка? Временската рамка која дизајниравме или која предлагавме предпоставуваше или ги зема во предвид и изборите. Бидејќи факт е дека кога ќе влезете во предизборна кампања или кога ќе влезете во предизборна атмосфера, тонусот на институциите паѓа, интересот кај политичарите паѓа. Иако во овој момент тоа не може да го кажам, не се забележува, ние сепак како работна група работиме. Беше спомнато дека ги очекуваме нашите колеги од Чешка кои треба да дојдат токму оваа недела, на крајот на неделата практично. Ќе работиме со нив на текстот на предлогот за донесување на закон и предлогот за донесување на закон би требало да биде готов во релативно краток временски период. Јас не можам точно да кажам до кога, затоа што не зависи само од еден човек, зависи од многу инпути од повеќе институции. Инаку, само ќе напоменам дека ова беше дел и од билатералниот скрининг. Затоа што во текот на скринингот, односно по отварањето на пристапните преговори, во текот на скринингот, ние моравме да дадеме одредени ветувања дека ќе го воспоставиме системот и ние тоа го направивме заради тоа што тоа е императив на државата. Сите акти на Европската Унија треба да се транспонираат, вклучително и оваа регулатива, а за да се транспонира и да се имплементира оваа регулатива, мора да го имаме и националниот систем за проверка на странските директни инвестиции. Тие две работи се поврзани една со друга, меѓузависни се. Или, пократко, да одговорам на вашето прашање, ние ќе се обидеме и овој период, додека е предизборие, да го затвориме прашањето на текстот, на предлогот за донесување на закон, за тој да биде спремен, штом се создадат соодветни услови, да си продолжи понатаму активноста и да се воспостави тој систем, иако и јас се согласувам со господинот Ивановски, со Зоран, дека сите индикации велат дека треба да биде посебен закон. Блиц прашање, не сте политичар, имам само 30 секунди. Што доколку Трамп победи на изборите во Америка и се смени односот кон Русија, и колкаво би било влијанието на политиките на Орбан или на десниците во Европската Унија и како би влијаело на сето. Од една страна 50 години го има Америка како механизам, ама сето ова што се случува не знам колку ќе влијае и на нас. Еве, јас имам и американски пасош, така да јас ке гласам на тие избори, но Трамп веќе беше председател и тогаш тоа беше пред 24 февруари 2022, но сметам дека овие геополитички, геостратешки случувања кои се новонастанати нема да престанат да важат без разлика што ќе биде исходот со она што се случува во Украина. Бидејќи глобалните тензии и она што значи Америка визави Кина, тоа ќе продолжи, бидејќи мислам дека вчера или завчера во едно предизборно обраќање на Трамп, тој рече дека за автомобилската индустрија дури и во Кина во Мексико да се произведат кинески возила, тој ќе воведе 100% даноци за да не може да се продават во Америка. Така да не знам дали тоа ќе биде визави Русија, но Кина ќе биде продолжена. Да. Ви благодарам на овој разговор и мислам дека навистина малце повеќе треба пластично да се објаснуваат работите. Верувам во успешност и донесување барем на тој некој драфт
на законот и се надевам барем ние медиумите ќе бидеме навремено информирани и ние да се одбраниме од влијанија од секаков вид. Сега најмногу ќе се браниме од влијанијата пред избори. Благодарам уште еднаш што бевте наши гости, а вие, почитувани гледачи, останете со програмите на Телма и серискиот филм. Пријатна вечер.